Фестивалот Војдан Чернодрински е раѓањето и обстојувањето на македонскиот театар. Раѓањето се случи во автобусот паркиран под мостот на реката Вардар, а акушерка на раѓањето беше колективот на Народниот театар Војдан Чернодрински од Прилеп. Знаете, во тоа време постоеше Сдружение на драмските уметници на Југославија, па аналогно на тоа и на Македонија. И од кај нив произлезе иницијативата, идејата да се оснива и кај нас средба на професионалните театри, како што веќе имаше во другите републики во Југославија. И идејата беше општо прифатена од сите театри, од сите љубители на театарот, но работата на самиот почеток малку запна. Убаво е, че се организира, но каде? Ние во тоа време одевме на турнеја низ Македонија. И некаде посред турнејат се воспостави врска меѓу директорот наш и Илија Милчин. Му порачал на директорот, го замолил кога ќе минуваме низ Скопје, да се задржиме малку повеќе. Ја завршивме ние Источна Македонија, последен град Куманово, од тука за Тетово и на одење застанавме во Скопје. Појдове двајцата кај Илија Милчин и Борис Стефановски. За брзо време релативно, може би час и половина, се вратија. Малку возбудени, малку изненадени. Абре, луѓе, овие ни го предлагаат фестивалот да го прифатиме ние. И ете тука, затоа велам, тука се роди во тој автобусот, тука се роди фестивалот. Па фестивалот од неговото формирање до сега, како и сите ние впрочем, расте. Се менува во однос на политичкиот контекст, се менува во однос на системот во кој што функционира, се менува во однос на државите кои што ги менува, се менува во однос на модернизацијата на општеството, се менува во однос на естетиките кои што доаѓаат и си заминуваат во театарот. Постојано се менуваат работите и едноставно фестивалот можеме да го поделиме на неколку фази. Јас негде до 82 година, кога се вработувам во театарот професионално, фестивалот од неговото оснивање, па негде до 80-та година се одржува само во театарот. Главен организатор и домајчин беше апсолутно театарот. Меѓутоа, во тие периоди скопските театри не учествува во званична конкуренција. Првите години на фестивалот, од 65-та, учествува само театрите од натрешноста, така не нарекуваат, нели тука Прилеп, Струмица, Штип, Велес, Куманово и така натаму, Охрид и така натаму. И почна Битолски театар, почна Прилеп, почна Струмички театар со еден великан наш режисер Бранко Ставре, почна да земаат многу награди. И нормално дека тогаш еден од најголемите директори во Југославија и на Балканот, кој пошироко Ристе Стефановски, веројатно сватија заедно со директорите од МНТ дека они губат фактички и почнавме и ние да одиме на игрите. Така да тука секогаш се гледа квалитетот. Се разбира дека фестивалот се менува и треба да се менува, но основата на тој фестивал е да дојдат добри представи, публиката да ги види тие представи и адекватно жирито да ги награди тие представи. Наградите се верификација на она што уметникот го правил во времето додека го создава уметничкото дело. Се разбира дека се исто така и мотивација, но се разбира дека не се пресудни. Наградите може да дојдат, но не мора да значи. Фестивалот одбележува 60 години постоење, на кои 27 години сум бил секретар. Во тој период, 96 година, беше министер Унковски и го назначува Кирил Ристовски за председател на фестивалот, мене за секретар и правиме една соработка со Кирил Ристовски, го водиме фестивалот 11 години. Јас сум бил еднаш селектор на фестивалот Војдан Чернодрински, а 2 пати сум бил председател на жири. Дали некојаш повеќе ви се допаднал претходниот фестивал или после тоа,
другиот фестивал или не ви се допаднали. Тоа е прашање на вкус. Така да, секојаш се бирало најдоброто. И од театрите од Македонија, а и од надвор како гости. Знаете, че сретна публика 4 година, стоја нешто не беа представите. Велам, фестивалот не ги прави представите. Фестивалот одбира. Театрите оваа година немаат добра продукција и селекторот или уметничкиот директор на фестивал не може да донеси, затоа што фестивалот зависи од продукцијата на професионалните театри. Ако професионалните театри во нашава држава имаат добри представи, ќе има и добар фестивал на уметнички план. Она на организацијски технички пак останува. Постепено бројот на представи кои што се понудени за гледање се смалува. Тоа е еден феномен. На времето кога беа само 11 професионални театри, во Македонија имаше помеѓу 55 и 60 нови представи годишно се правеа, а сега тој број е значително намален, иако е бројот на професионални театри зголемен. За жал, последниве години многу вредности некако се изгубија, или барем сега театаров кога ја почнував студирав, кога учев, ми се чини дека имаше поголемо значење, едноставно, дека да не кажам дека беше баш така едноставно подобар, ама мислам дека по пат некои вредности ги изгуби театрот, за жал. Што беше фантастично време, чудно време, среќно, еден ентузијазам огромен се појави. Ние од како ја добивме таа препорака да го организираме фестивалот, уште тука, уште во Скопје не фати она премиера она трема како предпремиера, што сега? А оној проблем од кој што се плашеа сите театри, публиката, висти да се појави кај нас голем проблем. Не можевме да ги задоволиме потребите. Јас сум воодушевена од публиката во Прилеп. Јас во Прилеп сум одела предходно само како актерка која учествува на фестивалот. Тој град живее за тој фестивал и таа публика е едуцирана театарски. Возбудата од самото тоа дека представата и ликот го представувате пред фестивалска публика не е само обврска, но и радост на играта. Прилепската публика во главном го сочинува фестивалот, секогаш сум ја чувствувала како своја публика. Кога имате фестивал со 60 годишна традиција, тоа значи дека публиката преку театарот се разбира Прилепскиот народен театар и фестивалот Војден Чернодрински, таа се гради исто така како што се гради и самиот фестивал. Колку е по-силен импактот на фестивалот врз публиката, толку публиката исто така се менува и го истенчува и го гради својот вкус. Прилеп го прави, го создава и го остава да живее фестивалот. Со нетрпение чекаат секојаш кога почнуваат игрите и секојаш се полни салите. И секојаш имате аплауз кој што е од срце. Затоа секое доаѓање на уметниците, на театарските уметници, театарските работници во Прилеп е на некој начин со голема возбуда, бидејќи пред нас се исправува една многу дефинирана, едуцирана и внимателна публика која што има своји барања и очекувања. Токму затоа е престиж да се игра на фестивалот и да се игра пред прилепската публика. Фестивалот е една великденска атмосфера, една радост за Прилеп. Живее градов со тоа. Има некоја посебна енергија, еден посебен дух со кој што живее и театарот и градот. Без разлика дали учествуваме во представата, дали сме дел од официјалната конкуренција, има луѓе кои што не дошле на театар, ама кажуваат дека во градот има магија. Прилеп ја го памтам по така некои убави дружби, кај што ќе се видиш со колеги, ќе гледаш некоја представа, дружбата била секогаш најбитна на фестивалите, мислам. Тоа е многу повеќе од некакво такмичење или
за очување на театрите од Македонија, него навистина го сметам за дел од културата на Македонија, го сметам за потврда на културниот театарски идентитет во земјава, бидејќи најдоброто од Македонија во рамките на театарот се случува во суштина на фестивалот Војдан Чернодрински. Овој фестивал значи одговорност кон традицијата и секогаш имало посебна возбуда кога си дел од овој фестивал, затоа што ја испишуваш историјата на македонскиот театар. Со самата селекција на таа представа, учеството во таа представа, веќе си дел од историјата. Мислам дека е незаменлива таа улога. Може да се спореди со било кој фестивал во некогашна Југославија, и то важен фестивал, кога се откриваа нови имиња од цела Југославија. Нормално тоа е кај нас насочено пред се кон македонскиот автор, но за жал не гледам дека нешто младите луѓе ги има по театарските сцени како автори, говорам како драмски автор. Како актери ги има и тоа многу ме радува. Главното богатство за среќа и несреќа на македонскиот театар се новите актерски генерации кои што се извонредни. Режисерските потенцијали не можеме да знаеме какви се, бидејќи тие добиваат шанса една представа во 2 години да направат и да промашат, се разбира. Знаете, свето е правото на уметникот и да направи промаш, да промаши едноставно, да не му успее тоа што го замислил, не го домислил и така. И тоа е единственото нешто со кое што располагаме. Меѓутоа, мислам дека треба да бидеме горди на овој фестивал, среќни што го имаме, пошто е наш, и мислам дека е битен за театаров овде во држава и за релевантна сцена. Во јуни, тука знаеме дека 60 години поред се собираат сите театарџи, се собира екипа која што има да го представи најдоброто од својата театарска куќа и место каде што се представуваат најдобрите представи. Мојата искрена и длабока почит кон сите оние што го создале фестивалот. Слава им на сите што веќе не се присутни, а се дел од овие 60 години. Така да мојата искрена и длабока почин кон секој театарски работник и секој театарски уметник кој што дал придонес да опстои, да биде истраен фестивалот овие 60 години. Кога би можеле да излезат сите артисти што досега биле наградени и потоа 1 минута чудење во публиката и еден громогласен аплауз како одговор, како диалог на тоа. Така го гледам. Театарот е чудна магија. Фестивалот е таму каде што ќе се представиш ти. Има ли поубаво тоа да ве викнат да се представите на други? И на тој фестивал кој го носи името на нашиот знаменит писател Војдан Чернодрински.